дека штом добиваха високо позиција, тоа е гаранција за стабилност, дека веројатно бугарскиот народ и бугарските граѓани го препозна стабилност на државата и нацијата, дека може лесно да формира влада и да ја оствари својата програма, мнозинството и стабилноста се за нас важни, што да разговарам и потенцирам дека за мене регионалниот пристап важен, пријателски однос, конструктивен однос, разбирање на потребата од прошување. Очекувам се разбирање среда. Така, јас одамна сум рекла дека се работи за измена на закон. Имаме ние посебен закон за техничка влада, бидејќи Уставот не познава техничка влада. За мене измените во законот за владата, што се однесуваат на техничката влада и тогаш и сега се неуставни. Имено во самиот законски текст има одредба дека техничката влада ќе функционира во 2016 година. Ние го продолжиме нејзиното функционирање. Се разбира дека има технички влади во светот, но не однаков тип. Техничките влади се влади на експерти, на бюрократи. Зошто? За да гарантираат фер и демократски избори. Суштината на измените на нашиот закон за влада, однос на техничката влада, сушност значат не техничко функционирање, бидејќи политичари не можат технички да функционираат, туку супер политички влади, како гаранција дека ќе се овозможат фер и демократски избори. Доколку собранието го усвои измени, но морам да кажам дека не може тоа. Дали ќе го подпишете указот, доколку собранието... За законот за владата ќе го подпишам, се разбира, указот. Меѓутоа би сакала, бидејќи на таков начин се донесоа измените на законот и сега да се разговара, да се дебатира и да се видат добрите и лошите страни. Колку што знам јас, претходно многу пати се учила дека е потребно да се стави крај на техничката влада. Повторувам, Уставен суд може да потврди дека е тоа неуставно решение, но мислам дека не е лошо да се дебатира како тогаш. Опозицијата најави дека ќе се погледа работната група за изборниот закон. Че ризикуваме ли повторно да се најдеме во некаква... Јас не може да коментирам како ќе се однесува опозицијата и власта. Преферирам диалог, преферирам согласност, сум ја чула таа согласност, и јас кога бев претеничка кој дека треба да ставиме крај на тие решенија во Уставот, бидејќи ги комплицираат работите наместо да ги олеснуваат и наместо да возможат атмосфера за фер и демократски избори, но парламентот е делиберативен орган, не треба ништо да се наметнува, треба да се усогласува и, например, на решение дека нема да важат светлите избори, треба да постои што и да се одложи. На функции кои што се важни за безбедноста на државата, например, за директорот на АНБ, исто така во законот за не се дозволува двојно државјанство, значи со закон,
матичен закон, некој закон може да се ограничи двојното државјанство и за други носители на функции, и некој јас мислам дека треба да се однесува и на, бидејќи зборуваме за носители на високи функции, треба да се однесува и на председателот на државата ова ограничување. Значи, со ваквите решенија не се навлегува во можноста за двојно државјанство, туку за тоа дека за определени функции не може да имате двојно државјанство.